утро, следите утринската програма на Телма. За мојот денешен гост не треба посебна најава и секој збор може да биде вишок затоа што е препознатлив лик или жива легенда. Имам чест и задоволство да му посакам добре дојде и да му кажам добро утро на нашиот единствен и неповторлив Љупчо Бубокаров или алијас Цацко К15. Вака како ме представи, дури незгодно ми дојде. Премногу ти испали? Многу ми испофали. Бубо, добре ни дојде. Како си добар? Добро. Па ев да се видиме, одамна не сме се видели, одамна не сме си помуабетиле, така А и да. кога се гледавме последно, така малку за политика зборувавме и не се согласуваме. Добро, види, тоа е многу нормално. Само што не е нормално ако си ги вадиме очите кога не се согласуваме за некои работи. Тука за жали браќа се раскара, а не па... Луѓе, фамилии се растуријат. Државата се растури на политичка основа. Односно на политичко нетрпение. Добро, тоа е башка тема. Има тука многу замуваме. Како живееш? Како ти оди? Задоволен ли си сам од себе? Средна оценка 3+. И ако може да образложам накратко. Зошто не е ако многу кажеш добар 4? петка, може да се урочиш прво. Второ, петка у денешно време боде очи ептен. Значи не е баш нормално да си Бубалица. да си чиста петка, да. Па и да не си бубалица, да е заслужена петка онака комплетно, пак не е згодно. Ако е под 3, онда си лош. Вака да има 3 средна оценка, а плюсот е за да плаше малку дека има нагорна линија, односно да дава надеж дека одиме напред. Уште што не достига за многу добар 4? Ако зависи за што збориме. Ако збориме за сега за квалитет на живот на мои години, уште малку не достига за да биде се таман. А ако збориме за нормални услови, за најнормални услови за живење, за ако збориме за општеството, уште многу фали за да добиеме, па тогаш ќе треба од 2+ да почнеме нагоре изгледа. Така, те најавив како новинар е. Почна кариерата како новинар, Да. хуморист, автор, дел од авторите и реализатор и главна улога во неповторливото шоу К15. Потоа едно време административец или политичар, како сакаш, и од сега тазе пензионер. Која улога најубаво ти легна? Па, која улога? Мене ми е новинарството и музиката ми се прва љубов. Аз заборев да го кажам. Значи, музиката ми е онака у старт. Музичар. И јас почнев скришно како музичар, бидејќи брат ми беше музичар и кога почна да се бави со музика, попушти со школото и со однесувањето. Легендарниот Трајко Каров. Да. А јас, пошто бев мал и одев киснев кај нив на проби и кога сватија моите дека ги гледа, сам се научив да, од што ги гледав, сам се научив да свирам и туку речи за Кој година. инструмент? Почнав на ритам гитара. Токму така се викаше групата? Токму така, да. И у оркестар претходно свирев мандолина. Така да не ми беше, фала Богу, талентиран сум за музика. И почнав со ритам гитара, после мој инструмент беше бас гитара и бев вокал. И на брат ми му вика, немој да го влечеш со тебе и он ќе попушти со школото. Па он ме бркаше од први, викаше Копил не иди по мене ми викаат дома и така. Каков ученик беше Љупчо? Па одличен ученик бев. Одличен до втора година. И ја не кријам, не сум од тие што кријат. Во втора година успеав дури да повторувам. Односно, се префрли прво учев архитектура тука во Скопје, во Здравко Цветковски. Прва година се бев исто одличен, втора година и кога ме прашуваат како, викам сладок живот кој ќе проба човек. И Лесно знаеш се како, навикнува на убаво. дете од провинција дојдено у Скопје и на тие години, тогаш пролетуваш, други работи ти изгледат поинтересни и така е. И така полека со жар зборуваш за времето од токму така и за таа ритам гитара музиката, меѓутоа Знаеш може што би е- како страст. Извини што те прекинав. Забележав, сега од кога отидов во пензија, забележав дека муабетите повише ми се вртат у минатото. Повише зборував за минато време, а порано повише планови правевме. И муабетите се одвива со тенденција кон иднината. Така да
ќе продолжиме изгледа така да правиме муабет. Реков, кариерата, односно најголемиот успех, професионален, е преку шоуто К15, за кое завчера добивте орден од шефот на државата, Да. медал за заслуги, заради тоа што 3 децении со хумор ја зацелувавте душата на македонскиот народ. И веројатно со право сите заслуги и честитки еве и од мене и од екипата на Телма. Благодарам јас. Кога ќе се заокружи се, реков со страст зборуваш за музиката, дали сега сам со себе си задоволен во своја кожа од постигнатото, дали орденот ти значи нешто или Искрено, не верував дека ќе ми значи орден. Кога бевме помлади, занесени по работата, кога добива постари луѓе, кога ги гледавме повозрастни на телевизија, вика, маман мен, што толку се радуваат, овие се добил чудо говорам. Јас, татко ми беше во бивша Југославија, општествено политички и културен работник. Беше и градски функционер, и републички се, има добиено овие наградиве Климент Охридски, државниве, така да бев многу утех со тие работи и нему му беа наредени. Горе имаше, нели, сите имавме комбинирани соби, комбиновани ги викавме. Тие беа за гости. Таму имаш и кревет, ако треба некој да преспие, ама можеш и да пречекаш гости. И обично најубавиот креденец стоеше тука. И горе беа делата на Ленин, доле беа на Тито, а у средина беа тие медал оваков, не знам, оваква пофалница. И имаше една ситуација која спомна нешто дека му требаат некои пари, собира требало да плати нешто, мислам дека Станко поевме. И му викам, па иди продај некој од овие, му викам, на 23 години шамар ми удри. Никој во живот ме немаше. Заради предлогот да продаде некој? Заради предлогот. Од медалите. И знаеш, тогаш мене ми беше многу чудно реакцијата негова. Татко беше многу мирен човек, он не пцуеше. Можеш да замислиш кавадарченец што не пцуе. А сега кога го добивме овој признание, знаеш зашо ми е драго? Овој медал и другите признанија што ги доделува председателот на државата, не конкурираш таму. Комисија сама предлага, не знам како им тече тоа, нема како други награди конкурирам, па сега ќе одлучува некој за тебе да. Тоа е веќе некоја чест, некој мисел на тебе или у случајот на нас, на тројцата. И тоа ми значи и друго, бидејќи мислам дека господинот Пендаровски направи многу добар потек, што и посхумно на голем број уметници, естрадни уметници им додели признание и мислам дека треба да се продолжи. Мислам дека само кај нас на луѓето не им се оддава доволно признание за тоа што го работат. Не ги уважуваме, дури се живи и дури заслужуваат. Не само уметниците. Тоа со околу неуважувањето ни изгледа онака генетска фалинка. Генетска фалинка. Јас ми се лутат кога викам дека ние болуеме од едно многу тешко автоимено заболување. Сите на балканскиот простор, од кој што не се умира, ама и многу тешко се живее. Како се вика дијагнозата? Не ми е згодно да кажам, ајде да речеме сега дека не се почитуваме. Иначе, во една друга прилика за една хрватска телевизија, кажав дека ние многу тешки периоди поминуваме. Успеавме да се справиме на времето со фашизмот. Успеавме да запливаме во капитализмот, ама со идиотизмот многу тешко ни иде. Така да мислам дека се разбравме. Во продолжение од разговорот ќе ни кажеш и како тоа запливавме во капитализмот, бидејќи сите скечеви ваши се однесува и на тоа. Меѓутоа прво би сакал да те прашам како го одбележавте, го прославивте, ако ништо друго, е уште една големина и заслуга за медалот, која е сосема заслужена, тоа што шефот на државата успеа на едно место да ве собере сите тројца, со Васко и со Бранко. Се гледате ли во меѓувреме вака, од време на време? Отидовте ли негде после на кафе или на салата да го прославите? Не отидовме прво. Вамо кај што бевме се имаше и кафе и сокчеси. Се ни дадоа. Па терминот беше малку незгоден за да продолжиме после тоа.
И има една втора работа, ние во К15 никако не се научивме да славиме. И тоа ова кога го објаснувам, луѓе дури не ми веруваат. Ние во нашето постоење у цели 30 години, еве да речеме, иако задните 10 години не можеме да ги рачунаме како активни, се бројат само како бројка. Никогаш не сме направиле прва клапа да објавуваме по вестници, почна нова сезона на К15, прва клапа се снима, па телевизиски екипи. Ние секогаш правиме задња клапа, кога завршуваме и тогаш ќе се собереме со екипата, ќе си направиме едно така интерна прослава и лично мислам дека кога ти е тоа работа, мислам дека нема потреба толку слави. Јас сум имал привилегија и сум бил лично сведок на вашите седенки и ете, познавајки ги и благодарение на професијата, сум ви правил интервју во зенитот на вашата популарност или слава. Бевте и славни на некој начин во тоа време, во оваа наша Македонија имавте статус на вистински звезди. И правевме во едно кафули или ресторанче во Влае. Се собиравте таму. Јас имав чест таму да разговарам со вас, да правиме одлични интервјуа своевремено. Многу интервјуа се таму. Така беше. Велам, од време на време знаете да седнете сега со Васко и со Бранко? Многу ретко. Зошто? Да. Од најпроста причина што од кога се разделивме како професионална екипа, секој почна на некој начин да си бара пат за собствена екзистенција. Тоа е прво. Второ, кај мене, например, децата порасна поголеми обврски. Имам внуци, имам обврски со внуци. Сега не многу, меѓутоа сепак треба да си на стендбај, ако те побараат, да не искочи дека избегаваш. И каков дедо е Цацко? Па, да ти кажам, мислам дека сум добар дедо, иако важам у семејството, важам за единствено строг. Строг во однос на однесувањето. Однесувањето у смисол да не се изводи, да не се претеруе, и во тоа што се бара, и во однесувањето. За среќа, јас така мислам дека имам и воспитани и деца и внуци, така да од тој аспект сум многу задоволен. И посебно сакам да кажам дека од знаите сум многу задоволен. Многу ми се погодија двете знаи. Супер. Да. Имам... Сега ми одговори на прашањето дали си задоволен сам од себе и од она што... Па тоа е најголемото задоволство, више, кога човек ќе дојде на овие години. Јас сум искрен, многу рано почнував да ги чувствувам благодетите на славата. Ако може да се каже кај нас благодетите, бидејќи кај нас повеќе е товар тоа отколку што е некој благодет. Имавте еден скеч, тешко е да се биде Дарко Панчев во Македонија. Да. Кутри од Даре. Го изнамокревме тогаш. И така да, не знам, јас го доживеав тоа уште во радио Кавадаречка династија. Знаеш, исто тоа беше огромна популарност. Така да бев навикнат па со ток потака... Беше Карингтон династија, а вие бевте Кавадаречка династија. Да, тоа телевизиската беше Керингтонови. Да, династија, а ние бевме династија на Кавадаречки. И правевте пародија уште во тоа. Правевме пародија на династија и беше доста успешно тоа. Таа династија всушност ме донесе, ми отвори вратите да дојдам у Скопје да работам у радио и после доаѓа запознавањето со Бранко и со Васко и почнува К15. Таму и се упознавме преку брат му на Бранко, со Владко работевме заедно и со Тошо и Миле. Кога ќе ми рече што прави Тошо и јас не сум научен, или што прави Миле, кој Миле бе? Ми треба време да слушам тоа. Добро што не прашува што прави Зоки, Зоран. Што прави Блажо? Да, Зоран или Блажо или милион ликови. Блажо. Или што прави Цацко? Или Бапчо. Ти као Цацко се како се или Бапчо, да. Добро, една од тајните на вашиот успех беше и тоа што, за разлика од све друго во Македонија, што пропаѓаше после некое време успех, поради нашиот тој менталитет, што го кажа, или фалинка во генот, што останавте единствени, барем додека се снимаше и се продуцираше емисијата, колку, не знам, 20 години, може би повеќе? 20 години, да. Бевте единствени. Сега, во добри односи сте, не дај Боже, да не сте скарани, не дај Боже, по политичка линија. Знаеш што,
многу луѓе ме прашуваат и свикам, почнав сам да се прашувам, зашто луѓе ме прашуваат, како сте, добри ли сте со Бранко или со Васко? Зашто не ја виделе заедно? Да, а па не гледаат, јас, например, кај ќе не видат? Јас 4 години од пред короната не сум излезен од дом. Од многу рано сум почел од 14 години да свирам, дискотеки, игранки, концерти, ноќен живот до никое време. И јас, знаеш како, кога се деси, кога дојде тој период, мене ми се седеше дома, не ми се оди нигде, и до ден денес не сум човек што оди многу по гости, што многу излегува. Одам по кафани сега, боже мој, на време и држев и кафана. Се меѓутоа не можам, немам кондиција више, таква, немам ни желба. Сега, колку и тоа да звучи чудно, меѓутоа така е. А иначе, што се однесува до односите, ни се исти како што ни беа, исто се почитуваме, исто се сакаме, само што не се дружиме толку. А во изминативе години, барем се слушате од време на време, кога се слушате, кога се слушнете, паднал муавет некогаш за возобновување. Сега не ви треба телевизија, знаеш како се слуша. Имате YouTube само, може да една камера и скечеви само ако имате волја, желба, енергија и идеи. Идеи веројатно имате, инспирација. Има ли шанси К15 повторно се? Ќе чекам да го поставиш прашање, па да почнам. А кој ги пишува? Да, наредното да не биде само а кој ви ги пишува скечеви. Го гледав разговорот со Васе кога кажа дека ние сме спремни, исто ќе одговорам и јас. Некња и на доделувањето на медалите, Бранко кажа на крајот дека не е чудо ако оваа година ако се деси нешто да се појави, да се појави нешто. Ние сме спремни, ние ако одлучиме и ако се создадат услови да утре да почнеме да работиме, знаејќи го нашиот принцип на работа, мислам дека утре ако се собериме, пошто сме толку полни со материјал, мислам дека у 3 дена 6 емисии ќе снимиме. Ти текнува вака од мене некоја шега? Што би испародирале сега, која се веројатно многу смешно во држава или многу фино? Ви денеска е тешко да правиш пародија, пошто секојдневниот живот ни е тотално, општеството ни е тотална пародија, на пародија се правили. Сега едино знаеш што може да биде најсмешно? Да пуштиме телевизија, да слушаме вести и да се утепуваме од смење. Да не снимаат како се смееме и тоа може да ќе биде најголем штос. Новата епизода на К15. Да, може, ето виж, добра идеја. Добра идеја. Значи не исклучувате можностите тројца 2024 повторно да се вратите на некој начин. Па види, во некоја форма. Не можам да најавам, значи со сигурно бидејќи има предлози, има обиди и цело време има предлози обиди. Преска кога ми рече се слушатели, обично така и се слушаме, кога ќе ни се јави некој да ни предложи да снимаме некоја реклама заедно или некој ќе ни се јави, дај нема ли шанса да се соберете пак и тогаш се чуеме, ми се јави, да и мене ми се јави, ке ја правев муабет. Така да има. Дури Бранко како почна некој да не јавува, мислев дека на крај ќе заврши добро, ај се гледаме на 23 ноември. Пошто на 23 ноември почна К15. Да, 93 или 94 како беше? Па која ќе му дојде 90 јас со годините сум скаран. Добро, таму некаде беше, значи. Као жените сум, бегам од годиници. Да. И на 23 ноември се иметуваше последниот скеч на К15. Значи, мислам се погоди така, не беше ништо. Да, символика некаква, меѓутоа ништо не мора да значи. И така. И после почна приказки. Како ве забранили, што ве забраниле. Па како не собирале, не карале у... Цензура ви правеле. Цензура ни правеле, па како сме не седнале у канцеларија. Ни викале уште еднаш ако направите овако, уште еднаш ако направите така. Не врзува, не спојува, ни раскажува догодовштини за настани што се случувале со луѓе што ние уопште не сме имале никаков контакт у живот, не сме се среднале. Добро, тоа е цената на тука е најголемиот проблем кај нас. Сакаме многу да зборуваме, меѓутоа тоа што го зборуваме е неаргументирано, не е подкретено и има многу голема доза на самобендисаност и нетрпение кон другите. Значи,
Ај подосна малку пак за критиките, се уште малку за убавите нешта на К15. Знаеш, Види, за критиките не мора ни да зборуваме, ако Само ги се сакаш фалиме. цело време, фалиме цело време. А искам да ти кажам и ти не си лош. сакаш од време на време да си погледнеш некој стар скеч и ваш си гледаш, си пушташ К15? Па денес и да не седнам јас да пуштам. Јас знам по некој пат ќе ми текне некој скеч и ќе почнам да барам. За жал немам евиденција како се заведени, па многу пати тоа што го барам не можам и да го најдам и му се јавам на Павле што он ни беше последниот монтажер после со Бранко продолжи и уште ни ги работи тие работи. Кој ви ги дигитализираше? Кој ги стави сите? Он таму со Бранко ги работат тие работи. Бранко после нели продолжи со вчерашни овакво новости и така. И сам ти се појавува некој скеч, некој пријател ќе гледа нешто па ќе ми пушти. И знаеш ли што се случува? Значи, ова не знам, мислам дека не сум го кажал на телевизија. Ми се случува да видам скечеви кои што никад не сум ги видел у К15 на телевизија. Например, не играм у скечот, играат Бранко и Васко. Не сум бил ни на снимање. И сум ја пропуштил, да речеме, таа емисија. Гледаш, ново скроз. Да, гледам скроз нов скеч, викам како бе ова. Овие снимаат без мене. И утре се јавам по пријатели, по доктор, слушај, кои се први симптоми на деменција, бе? Му викам... Или е тоа, или Васко и Бранко снимаат без тебе. Да, и викам, или ја ги гледам вака по фаците, викам, овие тајно почнали да снимаат. Не бе, викам, гледам, млади се тука, дечиш да се уште. Има ми се случува тоа, или некој скеч сум го заборил. Кај што играш ти или кај што не играш ти? Без разлика? Види, омилен мене ми е оној на брат му која му скрчија кичмета. Тој од многу аспекти ми е омилен. Прво, тој е снимен на прва, у еден здив, нема монтажа, нема повторување. Од прва како го почнав, го снимив и е снимен на пауза која екипата која тргна на ручек, ја дојдов ручан, што многу ретко се случува, туку рече никогаш. И останавме сами со снимателот и со режисерот и уствари не, мислам дека Љубиша Ивановски беше покојен тогаш. Режисер? Режисер, да, а он, знаеш, беше немаше нешто што не, и тонец беше претходно, работеше и монтажере и вие го подпишувавте као високотонец и да, не Пајо високотонец, тоа е Пајо после више станавме голема екипа со Башка Светлаѓа се. И уклучивме камерата, или може би Бранд беше, да не ми се наљути никој ако сгрешам, јас сум човек од години више, и Мојка му уклучија камерата на тоа зеленилото кај електрофакултет, тука у Карпош. Уклучивме оваквото камерата, микрофонот и почнувам јас да зборам. Ја најбољу скеч што сум го гледал, ној на брату Ево го гледаме на инсерти. Да. И овие го немаше никој видео скечот. Екипата не го знаеше никој. Он му рече на брат му, немој да одиш со тие се апаши. Он ноќта отиде, пошто имаше закажано со една женска. А кој филм всушност го раскажуваш? И она Има му инспирација, викаше, Има инспирација, ова е у Нома радио, кога работевме, Драголи Петровски, колегата, беше еден многу вреден човек, кој што нон-стоп имаше, кога работевме у Радио Скопје, имаше цел ухер. Мислам дека ти ги знаеш, оние ленташите стари, многу добри, квалитетни, да. Ама добра. И снимаше низ град анкети, такви работи, после нормално со овие дигиталните, со касетофони, со дури ги фативме првите Sony дигитални снимачи и снимаше луѓе што ќе ги сретне и начека еден тип од оние на Бит пазар што помагаат кога ќе купиш нешто фрижидер или не со количките. И типот таков заљубеник у филмови, нон-стоп филмови раскажува. Иде денеска у кино и утре, или гледа на телевизија, утре раскажува. И царе го снимаше стално и направивме рубрика Цртан филм. И овој ги раскажуваше филмовите, али ги раскажуваше овака као јас што го, се добро, јас уште малку го изфилував. И овој му беше највпечатлив. Овој е филм со Жан-Клод Ван Дам. И со тие четворица. Така и кога се прибравме вечерта од снимање,
слушам, седнав вака малку да одморам и слушам нешто се смеат таму, ки. Што е работа? Вика, дебел, кога го сними? Вика, ти, ова, вика, преска кога бевте на ручи. Го нема виден и кога го видов, стварно е супер искочен. И оно е исто добар кога се бањам пред... Човек не може да се избања заради завидлак. Да, ми се случи у Пореч. Одам са бајле, отварат дуќаните, после 9 ги отварат луѓето, сите врати отворени, поминам така, одам на кај центарот и се вртам вак, гледам у еден дуќан, го поминав и се подвртив назад, гледам каиши наредени на еден округол овако штенде и сите наредени, 2 каиша висат до доле онака на викам си најдов каиш, пошто ми беше многу проблем каиш да си најдам, број. Да. И се вратив да го пробам каишот и овој човекот како ме види, го пробам ја каишот, продавачот почне да се смее. Абе су те подсмеени. Се врти вака дури, непријатно му е, не може да се воздржи. И викам, толку ли смешно изгледам, ја што пробувам каиш, друг дебел човек, нели пробувал каиш? И се смеам, јас се смеам и го пробувам, викам, че го земам, викам, овој каишот ми се свиѓа, вика, господине, да ви кажам, немојте да се љутите, вика, не ви се смеам вас, вика, многу личите, вика, на еден глумец од Македонија. Вика, случајно го видов, вика, Хрват од Пореч. А зошто, како гледал К15? Ние имавме наша телевизија, може да си заборел. К15? Да, К15. Имавме и сателитска К15 плюс. И имавме К15 Music, музичка за забавна и поп музика. Имавме Бом за народна музика. И ве гледали и таму? Тие овакви се гледа у цел свет. И не гледа, човекот ги гледал на телевизија. И ја гледал музичката телевизија. Ние знаевме и у музичката телевизија од време на време да пуштиме скечеви. И гледал и му се бендисал и после нашол на интернет и вика, ја навечер, вика, обавезно си гледам овако скеј. И викам, су тепо од смеење. И сега мене ми беше незгодно да му речем, јас сум тој, и ништо, се чутам пак, и за секој случај вака се вртам, си викам, да не има некој македонец, некој македонец да не му кажал, и па да ме зеза. Оти, ние сме правиле такви работи. Искриена камера сте правили. Искриена камера сте правили. И на крај пак ми се извинувам, и му викам... Па му кажа дека си ти? Да, му викам... Ти го подари каишот? Му викам, да, каишот ми го подари, а му викам се, ја не ти кажав за да ми го даеш без пари каишот. Не, молим те, многу ми е задоволство, вика, извини уште еднаш, вика, што се смеам. Него ја му викам друга да те прашам, ти да не имаш уште 2-3 каиши да провериш, ми најде уште 2 каиша дугачки. За резерва. Се опреми в тога со каиши, се изда смеавме убаво и ми направи задоволство и што ме препозна. Не е мала работа. Бубо, нема да те прашам кој ви ги пишуваше скечевите, ама ќе те прашам кој ви ги компонираше песните. Дуо трио. Бидејќи ете таа нишка на поврзаност од токму така, потоа музиката К15 исто така песните беа многу популарни на дуо трио. Да. И популарни си сега. Ќе зборуваме за тоа малку подоцна, меѓутоа кратко само кој ги пишуваш, кој ги компонираше музиката? Јас и Васе ги правевме песните, да. А текстот? Бранко го молевме да компонира, сигурно и он талентиран, ама не сакаше да се ме оставите ми, вика, јас само ќе пеам. Бранко беше посебен феномен. А текстописец кој беше? Заедно ги правевме текстовите, сите учествувавме, не можам да речам дека некој конкретно имало текстови кај што некој сам ќе го направи текстот, па после у самото снимање нешто ќе додадеме. Али имавме, знаеш какви ситуации, например, излегуваме од студио, снимаме една песна. И Васе ме носи, завршуваме со песната, ја поставуваме, снимаме вокали и сега останува Владко Георгиевски да микса да заврши и Васе обавезно свиреше. Васе исто музичар, свири и гитара и бас гитара, компонира, пише текстови и он секогаш ги свиреше гитарите уживо. Не сакаше сајзери мајзери да свират. И ме носи дома, по пат ни текнува втора песна. И на семафорите тука е мене увлае на Влајко. Од таму до тука ја направиве песната. Мене ми е незгодно? Не, мене ми е незгодно, мислам дека таа песна беше онака и што ги набројуваме политичарите. Сега во моментов и ја не можам да се сетам. Ти си моја чоколада, да е музиката. Така беше.
И му се вуеме на Владче, таму ли си уиш таму? Не гаси студиото, се враќаме назад и на лице место правим. Шуруп, например, рефренот на Шуруп, исто кај Валентино Скендеровски у студио, тука у овој круг, на времето му беше студиото, и снимаме една песна, и он бара некои семплови, што можеме да ги употребиме у песната. И одеднаш ги пушта овие шуруп, шуруп. И после кога пак шуруп, ај врати го водок, шуруп, шуруп. Екам и две апчиња нас са бајле. И почнавме да се смееме. Врти случај Тино, ќе ја заборавиме оваа, дај да го снимиме, барем овој дел што го фативме. Значи, многу песни се направени онака апансас. А семплер со секвенцер имавте? И, да. И хармонайзер со квантазер и уграден дилей. И кападастер за Фендер. Омилена песна од Дуо Трио? Па, Ги кажа веќе. омилена песна од Дуо Трио ми е Сакаш ти тулумби, еклери, баклави. Билјана Сајла Билјана Сајла немаш. Бубо Каров, Таа е многу добра песна и таа е многу изработена песна. пред уште малку да зборуваме за К15, за феноменот кој обстојува и денес и зошто е актуелен и денес, сакам да кажам дека си активен и денес, иако си пензионер. И еве да видиме на нашите гледачи да им пуштиме што прави Буба во слободно време. Сега е повторно Дедо Мраз, бидејќи иде нова година. Да. Па е актуелна нова година. Охо-хо, ха-ха-ха. Дедо Мраз за вас. Ако може колегите од режија ги замолам да видиме кратко хо-хо-хо, ха-ха-ха, да го видиме Буба. Ближи нова година и ова зима, за сите мали дечиња, пакетчиња ке има. Секаде на елките, многу лампиони, украсни подароци и шарени балони. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, баба зима, Дедо Мраз и нова година. Ха-ха-ха, зима, Дедо Мраз и нова година. Доаѓа нова година. А околу елката умни глави седат, куќата на Дедо Мраз, дечињата ја редат. Сестрички и братчиња весело се смеат, мама, татко, дедо, баба, сите сложно пеат. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, баба зима, Дедо Мраз и нова година. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, баба зима, Дедо Мраз и нова година. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, баба зима, Дедо Мраз и нова година. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, баба зима, Дедо Мраз и нова година. Доаѓа нова година. Доаѓа нова година. Доаѓа нова година. Ето го Бубо Каров, Цацко, алијас Дедо Мраз во овој спот. Да. Значи, снимаш уште активен. Па сега станав активен. Ово е едно мојот повозрастен син Ико со другари направија некој проект, денеска модерно е така нели да кажеме, проект новогодишен, интерактивно пакетче, покрај тоа што е подарок има Дедо Мраз раскажува приказни. Значи еднаш неделно пуштаме по една приказна за мали деца. Ја снимивме со Бранко Сапламаев оваа песна, новогодишна песна, која што вака барем гледам по тоа децава како ја прифаќаат, добро им дојде, згодно им дојде. Нема многу новогодишни песни. А кога ќе помине нова година, кога ќе дојде пролет, кој ќе раскажува приказна? Ами ќе видиме. Бидејќи Дедо Мраз треба да се врати во Лапонија. Што мислите вие, Дедо Мраз нема братучеди, браќа. Па кажав ја уште у првата овако мене, таму сите ми се комши, и Волкот ми е комши, и Снежана, и Пинокио. Некој ќе дојде, ќе се појави. Да.
Може би како увертира ова во ново активирање, нешто ново. Па може да се рече активирање онака дојде инцидентно, значи ништо од ова не беше планирано проект. Пошто Дедо Мраз може секој да биде. Меѓутоа они така го смислили концептот да биде со позната личност и ми забранија да се стрижам. И сега гледате, имам нов имидж. Брадата ми е доволно бела за да бидам Дедо Мраз. Не ја подкастурам за да биде поголема, да личам повише на Дедо Мраз. И така. Кај ви се оделата од К15 што снимавте оние флуоресцентните? На сигурно. На сигурно? У сеф? Еднаш се случи само на Бранко му е обија колата, позади на колата му беа стајани на очарите периката од снимање како што ги оставил, и го скршија стаклото и му ги зема периката. Зеленото или кој го украда? Не зеленото, тоа лилјакова каква боја ќе му дојде, црвенкастото што беше првото. Тоа што му пукаше на секое снимање. Но другите се на сигурно. Да, сега е се на сигурно и не само што е на сигурно, него се е заштитено во авторска агенција, до мустаки, до секако што треба. До кондори, се е како што треба, така да. Па држава сме не смешала. Значи започнување многу е лесно да се почне. Треба само да ги начесламе периките. Буба, не знам, твоите внуци дали го гледаат скечеви на К15? Гледаат. Интересни им се? Или... Па, интересни им се, мене ми е тоа многу чудно. Нови генерации доаѓаат, децава, мали исто ми е интересно што мали деца по 3-4 години ги препознаваат ликовите. Тоа се случуваше со К15 и тогаш ни беше нејасно што име на овие деца. Веројатно периките, шаренилото им било интересно. Во тоа време бевте попопуларни од, не знам, Цеца или Лепа Брена, која слетавте со хеликоптер на градскиот стадион. На стадион во Скопје. За ова морам да ти честитам. Секоја така морам да ти честитам. Знаеш зашто? Затоа што го спомна ова. Концертот многу ми е непријатно на стадион. Знаеш, јас да ги изборам тие работи и многу пати, знаеш, правиме муабети и ги слушам по пред телевизии кога гостуваат пејачи. Ние сме некои навикнати, се рекорди соберуваме. Не знам, некој направил концерт, имал 100.000, условно зборам сега, без веза ги трескам бројки, имал 5.000, имал 6.000. Јас знам точно дека 9.300 карти влезници се продадоа на тој концерт, а цела Јужна беше полна и беше тревњакот. Цела Јужна полна. Пола терен беше тревата. Тревњакот не ни дозволија, имаше толку народ, додека летавме со хеликоптерот пред да слетаме, ни се јавија од доле, никаат што да правиме, има многу луѓе, многу е гужва на двата влеза со мали деца, нешто нема кај да слет. Што ќе правиме, вика, напињаат луѓето на вратата и тогаш што договоривме да пуштат на овие трибините, па така да и чешоите беа на другите две трибини. Тоа време беше така на вистина, за волја на вистината. Како го објаснуваш феноменот, зошто К15 е актуелно и денес? Секоја чест за вас, визионерски скечеви, така кажав и во најавата, меѓутоа мојот син нема ден без да изгледа неколку скечеви, па ми праќа, јас веќе сум ги гледал, па се смееме заедно. Тоа зборува добро за вас, меѓутоа лошо за нас како општество, за сите нас. Ама не кажа све до крај се. Дојде и тука да се видиме, така? Син ми дојде и тука да се видиме и да се сликате заедно. И да се сликаме заедно. И се упознавме. И се запознавте со Мартин. Сега, како го објаснувам тоа? Зошто К15 е актуелно за новите генерации? Што знаат тие во кое време се правени скечевите? Тоа значи дека ние не сме мрднале ниту сантиметар, веројатно сме таму каде што сме биле во 90-тите години. Да. Таму сме, апсолутно сме таму. Јас не само преку К15, јас сум, како да речем, порано новинарот беше и општествено-политички работник. Тоа беше дефиниција за новинар у Југославија порано. Значи, јас работев 17 години како новинар и секогаш сум утек, многу добро сум утек. Луѓето малку се чудеа кога ме видува малку, кога се умешав у политиката. Иако сега, од оваа дистанца сгреши што се замешава во политика? Па мислам дека сгрешив, не од аспект дека имам штета, дека почнаа да се појавуваат луѓе што даваат негативни коментари за мене. Тоа не ми пречи уопште. Човек што се бави со јавна работа, јасно му е тоа. Баш
втора и многу битна работа. Јас совршено добро го знам балканскиот менталитет, како функционира. Во која смисла тогаш сгреши? Сгрешив во смисол што мислев дека ќе има можност многу повише да придонесам. Јас станав советник у период кога, можам најотворено да кажам, и тоа не од извори само наши тука, од наши политичари, од извори од странски дипломати, имаме, фала Богу, пријатели, сме се дружиле, не викале на прослави, поручици, по такви работи, по средби. Нас ни беше ветен брз прием у Европска унија. Нас Европа не излага. И јас бев убеден, и тогаш више не се бавевме со К-15. Ние сме имале сите понуди претходно да се активираме политички и на сите сме му им давале ист одговор. Дека ние имаме медиум кај што ги искажуваме нашите мислења и критики и го третираме општеството во К-15. Немаме потреба, ние многу е подобар овој начин што го работиме преку К-15 да ги евидентираме и негативностите и лошите страни, отколку директно да се меѓутоа јас тогаш и децата малку ми порасна и кај мене лично пресудно беше, значи кој им кажав дома дека постои таква оваква можност да се активирам, иако ја не бев класично активиран како политичар, него бев како граѓански активист, да речам, човек на кој што му дошло до државата, до општеството и кој сака да даде свој придонес. Меѓутоа, се испостави дека за тие години и пол дена колку што бев јас, како што е и сега, и затоа ние не можеме да мрдиме никако напред, се е насочено кон приемот во Европска унија. Као да некој ни забранил дома да имаме било какви активности, да се изчистиме, додека не влеземе во евро. За време на короната такова беше општа криза. Знаеш, познаваш некој што посадил у двор 2 корена патлижани за да произведе нешто да направи. А кукаме че нема патлижани, че нема јадење, нема жито, нема ова, нема она. Татко ми сади. Цела бавча. Сади и син ми. Јас се радувам кога има такви, ама многу се ретки тие случаи. Еве ја не садев. Цело време размишлев и дома седев и двори имам. Значи во таа смисла Бубо Каров не го изневери Цацко, туку на крајот Бубо излезе изневерен од целиот свој граѓански активизам во смисла на изневерени очекувања од она што било замислувано како политички активист. Да, и каде е разликата разликата помеѓу мене и класичен политичар, што ја не ја барам вината кај политичарите, да ги обвинувам позиција и опозиција да се обвинуваат за да собираат политички поени секој ден. Вината е исклучиво кај нас. Вината е кај индивидуалецот. Кај секој македонец, кај секој граѓанин на Македонија и кај секој балканец. Јас знаат неколку луѓе кога се потпиша договорот со Грција. И нормално се тие сите што сметаат дека договорот е добар, јас исто сметам дека договорот е добар. Сите беа радосни, сите славеа. Сега јас имав доволно животно искуство да знам и викав немојте да се радувате, сега ќе видите со бугарите што ќе се случи. Не помина кратко време, па никој не лиферуваше таа информација, многу малку медиуми. Захариева на денот на потпишувањето на договорот со Грција даде изјава дека Бугарија никад нема да направи да дозволи Македонија да влезе. И кога го зборуваш ова ми текнува одма на еден скеч, кога ја пееш Аз се личам на башта ми. Да. Кога сакаме да учиме. И сега кога протестираме за да учиме на мајчин јазик. Тоа кој како сака нека го тумачи, дали е визионерство, дали не. Не е тоа визионерство. Ние, што викам аз ние само не бевме чорави, не се правевме чорави. Ние го кажувевме тоа што го гледавме и не си стававме розови на очари за да не изгледа сето тоа поубаво. И многу че беше, знаеш, пак вината гледам кај нас самите. Ние пред огледало стоиме и убедени сме дека сме многу убави. Сега гледаш дека, например, не си начешла, не си среден и кажеш, не бе, супер сум.
Буво, така е за жал. Ама за жал така е. Еве, да си посакаме на крајот. Ја би зборувал со тебе до вечер, имам многу сум љубопитен, а инспирација за разговор со тебе никогаш. Па му Доста? обече сум јас. Меѓутоа, мораме да завршиме заради емисијата, времето ни помина. Сега би ти посакал на крај прво здравје, добро, мир, да ти биде убаво и во 2024 и еве и да ни тргне во државата малку да исчекориме барем некој чекор напред, за да имате нова инспирација, за да се шегуваме за нешто друго, да правите нови скечеви на крајот. Дај Боже се да биде како што треба. Јас сакам да се надоврзам сега на ова ти што го кажа и не дека сум ја некој важен па да праќам пораки сега до јавноста. Меѓутоа би сакал да луѓето бидат поискрени, да гледаат со сопствени очи, не им треба туѓ диоптер, да не се лажеме сами, да бидеме поотворени, да се почитуваме, да се слушаме еден со друг и да имаме трпение. Значи, многу е битно во моменти кога на човек му е тешко да биде трпелив. Работите после полека ќе се местат една по друга. И мораме, ова што претходно го спомнав, мораме да бидеме и потрпеливи и да се почитуваме малку повише. Ова више на ништо не личи. И на ниво на обични граѓани, и на ниво на политичари, а сето тоа го наметно е однесувањето у политиката. Така е. А када нема ова крај. Легендо, ти благодарам многу за муабетот, за гостувањето и мене. Ти посакувам добро здравје и следното доаѓање да дојдете заедно со вас кој со Бранко. Ќе ми биде цел за во 2024, ако може да ја донесе шефот на државата, зошто да не се обидам и јас? Зашто да не? Абе ти да се јавеше по на време, ќе се организиравме. Ајде, нека остане нешто и за до година. Да, јас обично и нека кажав ти, например, гостоењето сега го направи како со европско знамеце, на брзина, так. Преку ред. Губо ти благодарам многу. Да, драго ми беше. Почитувани, останете со нас, во студиото се враќаат Ивана и Ненад, со вас сме до 11 часот. Да ташао трето, уствари де. Абе, како беше? Те добра соткоѓари, има долги бркови, уши као радари, торба полна дарови, де добра соткоѓари. Доси рейба цикери, шипка јакти ефтини, Боже и со чекови. Патка, виса, дедо мраз од коњари, пич не плаќа царини, не се проблем дозволи, нуди цели шлепери, мисиркини батаци. Хеј, дедо мраз од коњари, те добра, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Те добра, злато мое, жива превара, сал не моташ како сакаш, пак не заеба. Земјата ја вртат, чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им набите до мраз од коњари. Мој спала ти многу, а сами птип и извини. Да го евам, најшо мразам ка не можеш да пееш на мајчин јазик. Дето мраз од коњари, ајле се искурнази, прима само долари, кога дели дарови, дедо мраз од коњари. Дедо мраз од коњари, дедо мраз, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Дедо мраз, злато мое, жива превара,
Зал те боташ како сакаш, пак не заева. Земјата ја вртат, чути шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат, само волови, рогови им да биде до врацот колјари. Земјата ја вртат, чути шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат, само волови, рогови им набите до мрасот колјари. И то